Благодарам, почитувана председателки. Неколку работи кои што сметам дека треба да се споменат за фискалната стратегија, со оглед дека офаќа повеќе годишен период и заслужува секако и коментар на некој пратеник од мнозинството. Практично, тоа кое што може да се види од таму и секако, на некаков начин и интересниот коментар за четвртата економија во светот, може да се види преку некои реални показатели кои што во изминатиот период се присутни во економскиот сектор во нашата држава. Нормално тука ќе комуницирам со податоци од Државниот завод за статистика. И зашто се тие важни? Бидејќи секој, особено политичарите, може да кажува што сака од аспект на економската состојба, но на крајот треба да има податоци кои што укажуваат дали економијата се движи во правилен правец, дали едноставно има стагнација и тоа граѓаните го чувствуваат, а никако не си дозволил на себе си да репетитивно повторувам нешто дека е добро кога не е и кога граѓаните не го препознаваат тоа, бидејќи на крајот од денот сите политичари и ние пратениците, тие кои што се во извршната власт, а и самата фискална стратегија постои за да оди во насока на подобрување на општеството, но и на животниот стандард на граѓаните, бидејќи кога граѓаните не го чувствуваат тоа што ние го говориме, тогаш водиме политика на дневно ниво, односно политиканство, како што, можеби во изминатите години граѓаните тоа го препознаваа. Од аспект на прекршување на фискалното правило, Законот за буџети беше донесен во претходниот мандат и таму за прв пат воведовме две фискални правила и го донесовме тој закон со консензус. Имаше тука на оваа комисија 130 амандмани кои што беа прифатени, имаше работни групи и така натаму и така натаму. И точно е дека ќе се надмине јавниот долг, но треба да се каже и зошто сметам дека е тоа фер. Бидејќи не може вие да кажете ќе се прекрши фискалното правило наредните 3-4 години, кога ниту еден од тие долгови, можеби така наречени, кои што ги превзела оваа влада, нема да генерираат обврска за нивно враќање во наредните 3-4 години, што практично значи дека да, точно тој процент ќе биде надминат заради тоа што ќе се враќаат долговите кои што биле земени во некое минато време. Ако вие видите една пресметка која што ја имаме добиено сите, дали преку парламентарната буџетска канцеларија и така натака, вие по основ на враќање на долгови кои што се над милијарда, наредните 2-3 години имате секоја година по 1 милијарда да вратите на годишно ниво, не вкалкулирајќи го тука и буџетскиот дефицит кој што треба да го покриете. Тоа е за долгови кои што некој ги направил, некој треба да ги врати и токму ради тоа ние ќе имаме над 60% долг од бруто домашниот производ. Треба да бидеме честни и тоа да го кажем. Што е разликата? Разликата е што ниту еден во просторијава, ниту па било кој што не следи или граѓаните надвор, не знае зошто тие пари биле потрошени. Тоа е клучната разлика. Бидејќи во економската наука вие имате едно златно правило да сите средства кои што се задолжуваат би биле добро или целоисходно потрошени доколку завршуваат во капитални инвестиции, односно во инвестиции кои што создаваат пари. Ние во претходните години сите овие средства кои што сега ќе треба да ги вратиме, повторувам, над милијарда евра годишно само по основ на враќање на стари долгови без буџетски дефицит, ќе ги дадеме, а никој не знае во оваа држава што е направил. Тоа е за тоа. Понатаму, сметам дека треба да споменеме неколку работи кои што се особено прилично важни. Трет квартал поред имаме раст од 3%. Нешто што сметам дека одамна не се случило, можеби и никогаш. Дали е добро, нормално дека не е, дали може повеќе, секако дека може повеќе. Но ние кажавме дека овие првични неколку месеци ќе идеме во насока на стабилизација на економијата и очекуваме, како што каже и почитуваниот заменик министер, веќе во вториот квартал да имаме уште поголем раст, бидејќи тука ќе дојде и до кулминација на реализација на капиталните инвестиции. Покрај тоа што има 4 автопати кои што во моментов се градат, очекуваме во суштинска реализација да влезат како оние средства кои што општините и министерствата ги имаат на нивните сметки за реализација на проекти, така и да се ефектуираат оние 77 милиони претходно, така да и со наредната недела, кога ќе завршуваме и прераспределбата на буџетски средства, одлуката која што ќе биде на оваа комисија, веднаш по гласањето на собранието 250 милиони евра ќе бидат префрлени на општините, тие ќе отпочнат со постапки за јавна набавка, за избори на изведувачи и веднаш потоа и тие средства ќе се ефектуираат во системот и тоа е факт. Понатаму очекуваме во третиот квартал, можеби на почеток на четвртиот, веќе да почнеме, замислете, да градиме брза пруга, која што со средства тие исто така ќе влезат во македонската економија, градежништвото и така натака, и со тоа да направиме мултипликативен ефект и да почнеме полека да ја креваме
економијата. И ако направите дека вие во 4 квартали, ако имате средно некој раст на БДП од 3, 3,5, 3,7, зошто да не е 4%, и на годишно ниво вас економијата ако ви расте по 3%, на тој начин вие можете и да ги зголемувате средствата во апсолутна цифра за јавниот долг, а при тоа да не ви биде загрозен и од тој процент, односно јавниот долг во целина како што го вкалкулирате. Вреди да се напомене дека исто така имаме историски најмала невработеност, односно најголема невработеност, нешто што е клучно различно. Зошто? Бидејќи во претходниот период, јас се сеќам дека СДСМ се фалеше дека има рекордна невработеност, но од друга страна вработеноста не растеше. Сега вие имате за неколку месеци, 6 или 7, 10.000 нови вработени и исто така за толку е падната бројката на невработеноста, што практично значи дека тие луѓе не ја напуштаат државата, туку наоѓаат работа тука во рамките на државата. Исто така вреди да се напомене дека претходната година ја завршивме со рекордно високо ниво на странски директни инвестиции, 1 милијарда и 250 милиони евра, што е исто така резултат за почет. Оваа година се надеваме дека ќе успееме да го постигнеме истото ниво, зашто да не и повеќе, бидејќи се води агресивна кампања за привлекување на странски директни инвестиции. И на крајот тоа што кажавте за сивата економија, не сметам дека е точно, бидејќи кога ќе направите разлика колкава е наплатата за тете двете институции кои што се клучни во овој аспект, тоа е Царинската управа и управата за јавни приходи, вие можете да видите вртоглаво зголемени проценти на наплата на давачките кои што ги имаат граѓаните. Извинете што немам податоци за месец јуни, но ете ќе кажам за месец мај. Данокот на личен доход зголемена е наплатата за 12 месеци, ако ви се верува, за 29%. Не зборам ја за нешто што е 5, 3, 1, 7, за 29% е зголемена наплатата. Знаете тоа што е? Тоа е 1/3 зафатнина дополнително наплатена. Што значи дека тие средства постоеле во системот, не биле наплатувани. Или ако сакате во данокот на добивка, некаде 14% само за 12 месеци наплатени средства. А ако одиме во месец мај за Царинската управа за една година, 14 милиони евра плюс имаме наплата. Што значи дека институциите си функционираат, дека си ги наплаќаат средствата и затоа оваа држава има повеќе пари. Во која насока се трошат тие повеќе пари? Сметам дека е нешто за поздравување, за покачување на пензиите, нешто што во нашиот бруто домашен производ покрај реализацијата на капиталните инвестиции, личната потрошувачка исто така го бустира бруто домашниот производ. Покачување на платите, 87.000 работници во месец март добија покачување на платите. Од тие, од прилика, како што јас добро се сеќавам, 63.000 работници имаме заради добрите политики на владата, се сеќавате, образованието, здравството, луѓето вработени во безбедносниот сектор и другите заради почитување на општиот колективен договор. Од аспект на капиталните инвестиции, на крајот сепак се мерат на годишно ниво, како што каже и господинот Јанкуловски, откако ситуациите ќе бидат извршени на терен и ќе бидат платени. Ама не со до реализација на средства за некој да земе плата, туку кога ќе се заврши проектот, тие да бидат исплатени и така да ги вкалкулираме. Се што е разликата? Разликата е, ако вие направите пресметка во првите квартали помеѓу тоа што СДСМ го имало како исплата и помеѓу тоа што ВМРО ДПМН го има како исплата, ако ги трнете вие врските за докапитализација за некој да земе плата и да има случаи како адитив, јаглен набавка, Q7, Ауди или не знам како, тогаш вие сте подобри. Ама ако тие обврски се извадат и ако идеме на реална наплата на капитални инвестиции, тогаш сега во првиот квартал ние сме за 20% подобри од тоа што е СДСМ. И тука е разликата. Тука е разликата затоа што сега може да се види дека има реализација на капитални инвестиции. Дали некој тоа го кажа, го признава или не, тоа е друга работа. Но дека се реализира, но повторно ќе кажам, никогаш во мојот живот нема да си дозволам да звучам како некој мегафон и да излегувам на оваа говорница да убедувам во нешто што никој не верува, но кажувам, првичните знаци според мене субјективно се добри, фала му на Господ, тоа го сметаат и поголемиот дел од граѓаните, бејќи гледаат дека конкретно нешто се случува на теренот. И има простор уште многу за подобрување на нештава, за да граѓаните го чувствуваат тоа во реалниот живот и во реалниот сектор. Затоа сметам дека фискалната стратегија е соодветно добро и направена, добро е позиционирана. Нормално се случува, економијата е динамичен сектор, некогаш може да се случи нешто што е вонредно, да се отстапи од вредностите, но тука сме да ја превземеме одговорноста за тоа. Еве за скоро ќе стигне и ребаланс на буџетот, па ќе можеме да ги соочиме аргументите и фактите. Имено тука би сакал да искористам ситуацијава да се дојаснам и за една ситуација која што лично со вас стана на пленарната седница.
именно во разговорите, односно во дискусијата за кандидатот за гувернер, се изразив во насока на аргументите кои што тогаш вие ги кажавте за личноста, и употребив квалификатив економски неписмен. Тоа не мислев некого да навредам, нито ми беше таква намерата. Доколку сум бил сватен на тој начин, јас немам проблем да се извинам, но не ми била намерата да ве навредам ниту вас, ниту некој друг, туку тоа го кажав во насока на плодноста или можеби субјективното чувствување на квалитетот на аргументите кои што ги употребувавме во дискусијата. Благодарам.